Група од 5 миналовци вчера ловејќи во околината на селото Пантелеј во ловиштето со кое стопанисува подружницата на македонски шуми Осогово отстрелале волк капиталец. Итриот предатор се пуштил по куќе загар за да го дави, меѓутоа во близина бил ловецот кој со ловечка пушка од непосредна близина го застрелал. Утрово волкот го снимивме во дворот на еден од учесниците во ловот Постол Пешов, кој ни ја раскажа приказната за острелот на капиталецот. Бевме на лов у Пантелеј, село Пантелеј, наатаро на Саво отрол отстрелме на овој волк. Со групата бевме, ние сме активни хајкачи на отстрел на штетен дивеч и така да и претhodно ланска година имаме отстрелано 2 волка. Меѓутоа, и се пожали дека минатата година отстрелал уште 2 волка во ловниот резерват Полаки, но досега не му било исплатена наградата од по 3000 денари по волк, што ја исплаќа Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Меѓутоа, Министерството за земјоделие и шумарство уопште не се сега, мислам, проверивме, не се пуштиле. Па затоа и овие ловците не се пуштени, па затоа и ловците не се заинтересирани да идат на штетен дивеч. По тоа што не пуштат пари, по наше речено награда. Дека се работи за волк капиталец потврди и шефот на ловниот резерват Полаки Владко Чакаров. Вчера е застрелан, збориме за легално застрелан волк во ловен ден со луѓе кои што имат извадено дневни дозволи. Биле се на отворениот дел на државно ловиште Полаки, негде над Пантелеј, над Нивичани. Предпоставка е дека волкот, значи за овај збориме за овој волк, има правено штета и во оградениот дел на ловиштето и надвор и врз дивечот и врз стокат, нормално. Работи се за капиталец за возрасен волк. А како информација, значи ова е прв. И добро што е капиталец, што е голем, пошто тешко се врши застрел на искусен волк. Последните години бројноста на штетниот и крволошниот дивеч значително е зголемен, за сметка на полезниот кој речиси е истребен. Поради нарушената рамнотежа во природата, неопходно е организирање хајки на волци, бидејќи овие предатори го напаѓаат крупниот и ситниот добиток и им прават големи штети на сточарите по Осоговието.